Еве на повторно со вас. И денес ќе пробаме да одговориме на вашите прашања. Тимот на Наше бебе специјално за оваа емисија беше во Битола, каде што сними повеќе прилози. Во Битола бевме во посета и на болницата Плодност, каде што разговаравме со повеќе доктори кои што говорат на темата оплодување. Разговаравме со доктор Таше, кој што ни кажа нешто повеќе за историјатот и работата на оваа болница, како и за инвитро оплодувањето. Кажете ни нешто повеќе за вашето искуство во инвитро оплодувањето. Многу пати и сами си го поставуваме прашањето зошто сме толку многу успешни во инвитро фертилизацијата. Како прва причина е тимот кој што го сочинува инвитро фертилизацијата, јас, медицинските сестри, дел од колегите и биолозите. Втора причина, ако може да се каже причина, за успешното инвитро фертилизација е индивидуалниот пристап кон секоја пациентка. Ние не работиме по некоја стандардизирана шема. Ние нашите пациенти, кои ќе дојдат за обработка, ги анализираме и разгледуваме индивидуално. Протоколите што ги составуваме не се по некоја шема, тие се според незиниот хормонски статус, статусот на незините јајници, статусот на семената анализа на мажот и така натаму и така натаму. Трета причина е начинот на трансферирање на ембрионите. Во овој дел постои известна вештина каде ќе ги ставите ембрионите. Значи, ако тука сте успешни, процентот на бременост ќе ви е секогаш повисок. Мене ме радува фактот што во континуитет веќе долго време овој висок процент на бременост го задржуваме и понатаму. Во иднина планираме да воведиме и предимплантациона генетска диагностика, веќе апаратите ни се земени, сега треба да го смислиме одделот и до едукација на моите биолози за оваа постапка, што ќе биде можне интересно и драгоцено за нас и за останатите пациенти кои што имаат потреба од вакво дополнително генетско испитување. Жалам што имаме околу 300 циклуси годината, жалам што немаме повеќе циклуси, бидејќи ако имаме повеќе од 300 циклуси годината, ние ќе имаме уште повеќе новородени бебиња. Треба да го кажам и фактот дека тука се работи мощна современа ендоскопска хирургија, тоа е лапароскопијата и хистероскопијата, како дополнителни методи за припрема на пациентките кои што лекуваат стерилитет. Дали има одредена старосна граница за инвитро оплодување? Старосната граница е многу битна за успешноста на инвитро фертилизацијата. Со оглед на тоа што во Македонија е дозволено инвитро фертилизација за 3 обеди на сметка на товар на Фондот за здравствено осигурување, и веќе пациентките не се така строго лимитирани, доаѓаат и пациентки кои што имаат и 45, 46, 47, 49 години. Нема лимит на старосната граница ако жената има добри јајници и добар хормонски статус. Ние имаме пациентка која што е породена на 50 години, на 49 години, сега имавме пациентка која што има 50 години, имаше близначка бременост, меѓутоа тие се пациентки кои што влегоа во програмата на донатори на јајни клетки. Значи, Фондот за здравствено осигурување и комисијата и законот кај нас дозволува примена на донаторство на јајни клетки и сперматозоиди. Ние таа можност ја користиме, имаме банка на семе и јајни клетки, во согласно со законските обврски, со правилата на законот, ние ги почитуваме нив и ги применуваме и тие процедури. Самиот факт дека сме добиле бременности кај пациентки кои што биле постари и воопшто не сме се надевале, ни покажува дека никогаш ниеден доктор на ниедна пациентка не треба да му каже, на ниеден брачен пар, дека не може да има деца,
бидејќи природата знае да изненади. Од друга страна, со примената на дополнителните техники, модерни техники на инвитро оплодувањето, бариерите се разбиени и мислам дека границата не е лимитирана додека жената менструира. Меѓутоа факт е дека во постарите години процентот на бременност е многу помал отколку во помладите години, кога биолошкиот часовник на жената е многу помоќен и подобро чукува отколку после 45-тите години.